Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Бонифаци и светиот Григори, епископ Омирицки. Светиот маченик Бонифаци. Мачеништвото за Христа од грешникот прави светител. Тоа го покажува примерот на светиот Бонифаци. Тој прво бил слуга кај некоја богата и расипана жена, Аглаида во Рим, и со неа имал нечисти и незаконски врски. И двајцата биле незнабожци. Еднаш Аглаида посакала да има во куќата маченички мошти, како некоја Амајлија што ја чува од зло, па го испратила својот слуга во Азија да и најде и да и го купи тоа што го сакала. Бонифаци зел со себе неколку робови и многу пари, па при разделбата со Аглаида и рекол: ако не можам да најдам никаков маченик, и ако тебе Господјот ти го донесам моето тело измачено за Христа, дали ќе го примиш со чест? Аглаида се насмејала и го нарекла пијаница и грешник. Така се разделиле. Кога дошол во градот Тарс, Бонифаци видел многу христијани на маки. На едни им биле отсечени нозете, на други рацете, на трети им биле избодени очите, четврти биле на бесилка и така натаму. На Бонифаци му се променило срцето, се покајал за својот грешен живот и заплакал. Извикал пред христијанските маченици: и јас сум христијанин. Судијата го зел на испитување, наредил, та страшно го камшикувале. Па му истуриле врело олово во устата и бидејќи тоа не го повредило, му ја исекле главата со меч. Робовите го зеле неговото тело и го однеле во Рим. Ангел Божи и се јавил на Аглаида и рекол: прими го оној кој некогаш беше твој слуга, а сега е наш брат и сослужител. Тој е чувар на твојата душа и заштитник на твојот живот. Аглаида, ужасена, излегла во пресред, го примила телото на Бонифаци, му изградила црква и ги положила во неа моштите на маченикот. Потоа и таа се покајала, го раздала сиот свој имот на бедните и се повлекла од светот. Поживеала уште 15 години во горко покаяние. Светиот Бонифаци пострадал во 290-та година. Светиот Григори, епископ Омирицки. Прво бил ѓакон во Медиоланската црква и имал многу виденија. По Божја промисла бил доведен во Александрија, каде што патриархот Протери, според едно небесно откровение, го ракоположил за епископ на Омирицката земја во Јужна Арабија, која светиот цар Елезвој, што туку ја ослободил од тиранот Дунаан евреинот. Бил добар пастир и голем чудотворец. Ја уредил Омирицката црква со помош на христолюбивиот цар Аврами. Подигнал многу храмови и крстил мноштво на евреи. Со молитвата правел многу големи и страшни чуда. Со молитва дури ја предизвикал појавата на Христа Господа пред неверните евреи, што било пресудно за крштевањето на евреите. Управувал со црквата 30 години и мирно преминал во вечниот живот во 552 година.